Нема поголема одговорност од тоа да се служи на граѓаните и да се работи за Република Македонија. Особено во време кога државата стагнира, кога назадува и кога е во слепа улица заради сите штетни и погрешни политики. За жал, Македонија денес има криминализирано општество, преполно со корупција, недоследности и неправди. Да бидеме искрени, оваа техничка влада не е влада која што ќе направи чуда, ниту пак ќе може да ги реши проблемите напластени со години на стагнација. Но јас и моите колеги до мене ветуваме безпоштедна работа која што ќе обезбедиме волјата на граѓаните, која мора да биде изразена на слободни и фер избори. Ова техничка влада има за број еден цел да ја заштити волјата на граѓаните и да овозможи заштита на нивните права и слободи. Денес Зоран Заев не е повеќе премиер, но неговата остатина на погрешни чекори политики се уште владее во земјава. Добрата вест е што секој еден граѓанин, во секој еден од нас, може да најде заштитник и борец за неговите права и интереси. Заев е поразен, но неговиот систем треба да се порази на избори. Воедно реалноста говори дека во овие моменти се врши масовна партизација во администрацијата, а непотизмот се шири како зараза низ Република Македонија. Илјадници решенија за прераспределба се изречени во Министерството за внатрешни работи. Деградирани се професионалци на сметка на партиски и политички решенија. Наместо професионализација се прави груба и безобразна партизација. А Македонија нема повеќе години за трошење на истите работи кои како камен околу вратот и тежат и ја влечат надоле. Потребна е итна борба против криминалот и галопирачката корупција. Мора да престанат притисоците врз земјоделците, да се пресретнат информациите на отворено корумпирање на власта врз гласачите. Потребна е борба против кои се загрозуваат ранливите категории граѓани, борба против безредието и хаосот кој што владее, борба против оние кои поради профитерски причини се во политиката. Од денес влегуваме во институциите и ќе работиме на постигнување на стандарди, за да обезбедиме заштита и волјата на народот да биде кажан на фер и слободни избори. После 12 април доаѓа вистинската обнова во Република Македонија. Приоритетна цел во наредниот период на мене како технички министр за внатрешни работи на Република Македонија пред се ќе биде организирање на мирни, фер и демократски избори и за таа цел ќе бидат преземени широк спектар на мерки и активности во насока на превенирање на евентуални обиди на криминални, насилни и други структури за нарушување на изборниот процес. Дополнително со оглед дека се работи на сензитивен безбедносен период ќе бидат во соработка со меѓународни организации и други државни институции во Република Македонија ќе бидат преземени активности за стабилизација на државата и за заштита на уставниот поредок и безбедност на граѓаните. Што се однесува до последните решенија кои се дадени во изминатите 3 дена, вклучително и во текот на денешниот ден, сметам дека ни треба еден период на согледување на состојбата во Министерството за внатрешни работи и за најмногу за неколку дена ќе излеземе со официјално соопштение за во однос на најголем дел незаконски дадени решенија. Ние од моментот кога ќе влеземе во Министерството, ќе почнеме со работа и она за што граѓаните треба да бидат сигурни е фактот дека ниту една исплата нема да оди надвор од рамките на законот. Исто така се што ќе биде за подкуп на изборни цели ќе биде стопирано. Значи ќе работиме само во рамки и согласно законот, ништо надвор од тоа.